правник, поранешен председател на студентскиот парламент при Универзитет на Југоисточна Европа, активист, човек што сака да помага таму каде што е потребно, храбар и другар. Па да бидеш председател на студентскиот парламент при Универзитет на Југоисточна Европа, прво ми беше привилегија, па постои предизвик дека директно од рацето на студенти добиваш поддршка и треба да помагаш секојдневно на тоа дека и сме на факултет и правиме активности. Кога сме кај мотивација, секогаш јас речиси овие 4 години сум активен во општеството, освен на студентскиот парламент што бев и на многу организации активен и токму така мојата мотивација ден денес се биде тоа повеќе да имам иницијативи и да правам многу активности. Да бидам искрен, јас сум млад со 2 факултета. Едниот е меѓународна комуникација, што сум завршил на истиот универзитет, па другиот е правен факултет. Решив да бидам правник, дека доаѓам од една фамилија што немаше, да речам, адвокат, правник и дека мојот живот, поддржувајќи од млади луѓе, бев по функции и се научив да правам правата на многу на студентите, на млади луѓе, на повозрасни луѓе и тоа ме беше мене поентата од кога бев во средно училиште, да бидам еден добар правник, да бидам еден човек што кога да гледа неправда, да каже тоа што како да е. Јас секогаш ја гледам мојата татковина, мојата Македонија, како Европа, како што секој млад човек што мисли дека е подобро на една европска земја да биде поокеј, тоа е океј мислењето, ама сега да бидам искрен, ние како држава сме членка на НАТО, сме обезбедни, благодарение на храбри и добри политики што ги донел владата и добри политики што ги донел многумина политичари, поединци за токму за ова безбедноста. Ајде младите, ајде колегите моите, да правиме тука дека може и тука. Значи се гледа дека има многу млади бизнисмени, многу млади што сакат иницијатива. Па кога сме кај недостатоците, може да кажам дека фали кај нас луѓето да го кажат своето мислење и фали тука да кажеме тоа ние што го мислиме. Ние секогаш, јас ќе бидам тука понатурален како и што сум јас природен човек, ќе кажам природно, ние некогаш живееме и за атар. Тоа е лошо. Значи атар нека биде на една страна, работата на една страна и да напредуваме заедно ова наша татковина.